цел живот возам Корола и никогаш не ме изневерила, супер е. Ама сега ми треба нешто поголемо, со поголем простор ми треба, не знам, некој SUV. Нема проблем. Corolla Cross, SUV верзија од вашето омилено возило. Само полнечки хибрид од пета генерација со кој Toyota ја комплетира најшироката SUV палета на европскиот пазар. Ова е Corolla. Да, Corolla Cross со 2-литарски хибриден погон кој генерира речиси 200 конски сили со потрошувачка на гориво од 5 литри на 100 км и забрзува 0 до 100 за 7,5 секунди. Ајде да честитаме, да направиме ДНК. Здраво, Мики, како си? ДНК, кај сте бе? Андреј, Панчо тука ли? Ајде да сте живи и здрави, среќна нова и слушај, да снимаме пак, да ми дојдете пак наредна. Да бе, 2 на 1 ќе бидеме, да, сно. Ништо да сте живи и здрави, брат, ајде, тоа само. Чао. Ајде, кој е следен? Силви Бенд. Силви! Жаре, 1-1, среќна нова, чисто да ве поздравам. Да дојдете у емисија, да најдеме некој... Ако дојдете? 2 на 1 ќе биде, да, 2 на 1 ќе бидете, да. Тоа само сакав, само поздрав, се најдобро. Next time... Стефан, Мартин, извини, шо правиш? Да дојдете пак у емисија, да си на... Ако што? 2 на 1 дека ќе бидеме. Кај ти текна, бе. Јака ти е таа, да. Ме викаат нешто, тоа само сакав, да те поздрав. Тино и Атанас да им звонам. Звонам бе, Тино и Атанас, човече, не звонам на никој више. 2 на 1. Кој да не знаат друга финта да направат. Чекај да имам кој е гостин сега. Нема везе, мислам ке го. Зофи Микеч, кај сте ведечки? Среќна нова! Жаре бе, од кај ти? Среќна нова! Среќна нова бе, Жаре. Жаре, колку ќе бидеме сега? 2 на 1, Да бе, да. Прв пат ја слушам Микич. Прв пат. Ви благодарам што сте тука. Јас ќе си фатам моја позиција тука. Опа! Па кај сте, дами и господа, здраво бенде. Толку веќе, уште сега сме новогодишни, веќе фаќа полека февруари, ќе се пресовлекуваме кај таа. Доста е. Да, ама добро, уште ни украсено, ете, уште малку. Кај да е од следната емисија веќе ќе смениме и ќе си се вратиме на старото и на она што си беше претходно, а баш ми се допаѓа, да ти кажам, си се навикна вака убаво накитено, фино, како што треба, но тоа е тоа. Продолжуваме ние и тука се подготвени нашите гости, не само што се подготвени, туку едниот од гостите, како што гледате, веќе работи нешто. Александар Микич, здраво, како си? Здраво. Што правиш? Спремам играта. Спрема игра за која ќе кажеме понатаму, не кажуваме каква игра е, вратете ме на позиција за најава. Додека ја подготвува Александар Микич играта, тука со нас за да каже нешто за книгите, е Зоран Спасов.
Гледај, верен Не фан. ми се вербе. Верен фан. Не ми се вербе, Луѓе ќе мислат дека ти си ми ги донел Не, оваа не си емисија. купил, има цена позади, гледам. Да, и тоа кај сите има. Зов, знаеш колку пари сум дал на тебе? 350, 300, 200, многу. Многу. Не треба да многу, го говориме. И ништо не е подпишано. Освен, ова морам да го покажам, ја не знаев во моментов. Гледам ова инаку внука ми, кај што има напишано I love you. Тачно. Така да и ти ќе се потпишеш тука после тоа една посвета. Ајде за мала нескромност да те замолам. Ако треба во една минутка да си го кажеш животниот пат, што ќе одбереш да кажеш, знаеш, онака што ќе извадиш, а што ќе оставиш? Една минута на брзинка. Минута, 60 секунди. Значи, прво огласник М, Овласник М? М-експрес, Така е. прва маркетинг агенција во Македонија, прв Така е. дистрибутивен систем за дистрибуција на вестници, најголема печатница во Македонија, собственик на порцеланка Велес, собственик на најголема сладкарница со 12.000 еклери дневно, после тоа собственик на медиуми, 8-9 портали, Шуго. па напишани Истече. 5 книги 60 готово, секунди, ето да. толку готово. Се знаеш што е глумец, има Така чувство е, за така време. 12.000 еклери. Да, бе, да, тоа е 12.000. страшно, страшно. Ти јадеш од тие еклери? Јадев, тоа ще се поправи, јадев по 20 комада. Нема враќање. Не, нема, најбољи бе, тоа. А што беше таа приказка, кажи ми? Не знам, тоа беше она прва на со 25-6 теткици прави еклери и почна војска да купува, армија, полиција, ова, она и Многу така. еклери. Да, да. 600 луѓе имаше на промоцијата на ова. Џабе Ова е каде сме. Еве сме. Значи ова е Џабе живиш у Скопје, ова е најновото од Зов. Зов има и други книги за кои што ќе направиме муабет. 600 луѓе дојдоа на промоцијата на Џабе живиш у Скопје и беше многу интересна промоција со дури и тоа Биело дугме трибјут, како би го крстиле тоа? Да, тоа беше, мислам тоа беше поклон уствари за овие што дојдоа, не беше најавен. Меѓутоа, они се екипа на врвни музичари, прв пат во живот свиреа уживо, прв пат. Значи облечени комплетно со крагни, со звонарки, со перики, со све Биело дугме. И можам да ти кажам дека овие стварно што разбираат музика, што беа тамо, кажа дека боле свират од Биело дугме и боле пеат од Биело дугме. Тоа беше. Тоа е добар комплимент. Да, Голем комплимент. иначе самата промоција беше стварно еден ивент скопски, Да. така Убави луѓе. Да, убави луѓе, дури имаше да ти кажам едно 200-300 непоканети, зашто не правевме најава преку медиуми за поише да дојдат, Тоа е едноставно. Да. Стварно мислам, ја беше како со петарда да сум голтнал у тоа време. На насловната тука предната страна се Иги Џамбо, Бране, односно Миле Паника и Трендо, а овој тука Џамбазов ти даде па не знам кој викаш ни родена мајка не би те пофалила толку многу, а? Он како спореше, стварно ја готово солзи сами капат, прости ми, се здробив тоа. Што толку емотивно. кажа? Па не знам, он е скржав на Ба ја не бев, пошто Онака има. тој момент имав ја премиера на филмот, така да види па како ја на другариот Фајрон со- дојдов Да, на. бе, стварно, како можеш да му направиш така промоција кога најдобриот пријател што се вика филм на кариера меѓу другите проекти пак е големот. се деси. Се поклопи, се Се поклопи. Како? Па така не ми кажа никој дека кај. Ама полесно е ти да откажеш него, како се, он треба да му вика на Милче откажи, а ти Ама можеш кај да мене речеш дај за имаше другде. побитни фаци имаше кај мене. И тоа држи, тоа ќе размисли човек, да. И Џамбо е наш заеднички пријател на сите луѓе, а ти имаш со него еден од овие проекти што го спомна, Џан да разбира, е легендарен проект и Македонија со Кейв се сеќава на тоа проект кој што ќе остане запаметен на македонска телевизија како еден од најуспешните. Така е. проекти. Првиот пат идеше на македонска, првиот пат е еден, да. Твоја идеја беше Џан да разбира? Заедничка, мислам, тоа на огласник у тоа време, нели, за да стигнеме до... Втори беше и предизвикот беше да го победиме вечер као најтиражен. Значи, трката е тоа. Тоа беше. И стигнавме до 120.000 тираж, тоа беше неверојатно. Масовна хистерија. 120.000. Да, у понеделник се емитуеше по, ја мислам тогаш престана кафичеве да работи. Во универзална се правеше настанот, одеше во живо. Живо. Да. Живо. И што беше Џан да разбира, ајде луѓе, бидејќи голем дел од публиката поминале Тоа години, беше не на, знаат. на ретко глупи прашања се добијат коли. Уствари тоа е. Пријако. Преако, Многу убаво да. го се Па види, знаеш како утвори целата прича што беше. Ние сакавме наградна игра, ама за да биде ослободено од данок од она игри на среќа, моравме да даеме некоја димензија на квиз на прашање.
И прашањата беа стварно, мислам, и тогаш јас сфатив уствари у каква држава живееме, затоа што одговорите беа. Ајде вака јас ќе замолам режија сега нека ископа прашање од Џандар Збира, да ги изиграме ние малку подоцна. Малку подоцна ќе ги направиме, ќе ги изиграме заедно тројцата. Значи ќе се вратиме на тоа потоа. Како дојде и ќе пробајте да најдете какви биле вистински одговорите, ама и ние да направиме реално нешто што мислиме како одговор. Со Игор како дојде со работа, си се знаевте од Па онака здраво, меѓутоа едноставно што ја даде таа Како не, без Игор немало да биде Џандар Збира. Он пред тоа не беше шоумен. Он беше глумец и пејач со обид. Така, добро, Макфест ова, она. Меѓутоа едноставно, знаеш, кој размислуваш кој он ја имаше таа харизма и уште има до ден денеска, таа аура, мислам, меле пред себе. И таа масовна една хистерија на тоа на Џандар Збира секта ние го викавме. Зашто кога ќе дигнеше Џандар, знаеш, 2000 души се дера Збира, значи тоа беше делириум. И реално заедно ги мислевме прашањата, беа стварно, мислам, кои ги мислевме се газев од смеење, а кои ги промашуваа овие играчи, тогаш плачевме, реално. Има и такво нешто. Микич, може да свртиме некои прашања од Џандар Збира со тебе? Заедно? Ајде, додека си Ама работиш. одговорите да ми ги даш. Не. А без суфлирање. Без суфлирање. Ајде да видиме. Режија, прашања од Џандар Збира, да потсетам, ова се вистински прашања. Вистински прашања од Џандар Збира кои што биле тогаш. Вака вика, змијата кобра на грбот има шари во облик на отров, на очари или контактни леки. Микиш, дали сакаш да се обидеш? Змијата кобра на грбот има шара на отров, на очари или контактни леки? А чеца? Вистинско прашање. На контактни леки. На контактни леки. Да видиме. Отров! Каков е тој облик на отров? Значи, ова е нешто што стварно го одговори. Да, тоа го одговорија. И ние Облик на отров. Тоа беше ти да се самозапали. Токсисити. Да. Ама идемо дале, ајде. Одиме следно прашање, дами и господа. Име на еден вид четинарско дрво кој расте на пелистер. Значи четинарско дрво кој расте на пелистер. Јаглика, молика или еукалиптус. Одговорот кој што е даден на вистина е режија кој? Еукалиптус! И го јадат коали. И знаеш што? Не зема кола. Типично македонско животно. Да, жаре, не зема кола, не вестава со овој одговор. Беше за кола прашање? Не зеза. Значи отиде пешки. Може да ви се придружам ја готово. Дојди. Еве, дојди. На ова прашање клизна за кола. Да, има и други се. Мајко моја, како беше Сузуки, Марути или Даеву? Кој беа Не, тогаш? првата беа Даеву, а после отидовме на Сеат. Не, најболе е тоа, мој си е, твој си е, наш си е. Тоа е прашањето? Мој си, твој си е. Тоа е поднудениот одговор. Наш си. Ајде, друго, режија. Познат шпански музичар, Пако де Лусија, свири на гајда, тарабука или гитара. Ајде да погодиш, Мики, што Самото одговори? тоа што е шпански музичар, веројатно свири на... Што одговориле? Тарабука! Exactly. На гајда. Ајде, друго. Да, изгуби телевизор, веројатно, мислам. На овакво нешто? Да, тоа беше страшно. Чове, леле, да изгубиш кола на овакво нешто, пак не ми стори тоа. Ај, уште некој, уште едно само режија и ќе одиме понатаму. Оградата со која е обкружено игралиштето за хоќеј на мраз, жива ограда, тарантула, мантинела. Ајде, Мики, спогаѓај. Ајде, Микич. Тарантула! Или обкружено од тарантула. Да видиме? Да видиме. Па така е, Микич. Така е, Микич. Абе сум го гледал. Кој го гледа квизот? Еј, човече. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963 заменува? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Се сеќаваш на M-Express? Како не бе, како? Што, ако треба да го M-Express, значи тоа беше како Yellow Pages пред Yellow Pages, како Амазон пред Амазон, не знам како да го Тоа кажам. беше таблоид, мислам, онај класичен. Извини, огласник M беше Да, без огласување. Амазон пред Амазон. Да, А M-Express беше таблоид. интернетот пред Yellow интернет. Pages.
Жута штампа уствари. Се сеќаш на приказка некоја посебна што ти Види, најинтересно ми беше кај ги најдов, у секој број имаше за некој видови човек тука у Македонија. Сите, значи у секој број имаше човек што гата, бае, предвидува иднина, лечи, исцелител, све. Викам, кај се на котија бе толку многу. Мрежа, бе. Сите новинари бара. Тоа беше делириум. Значи не е тоа измислено типот ај глуми дека Не, све е вистина, бе, измислил имаше као слета нели НЛО цело време слетува позади Соња тука на место и као ние трчавме сите новинари да го фатиме. Тоа беше така полуизмислено и тоа, иначе текстовите беа провокативни наслови и тоа се продаваше у ненормални тиражи. И тоа е тоа. И други времења, све у свое време, нели? други времења. Овоа време спомнавме дека Микич кога се правеше промоцијата на Џабе живиш у Скопје, новата книга на Зов, која што патем кажано е еден скопски лексикон. Така е. Така можеме да го кажеме, ќе му се навратиме нему. Микич имаше промоција на Кајмак, Да, премиера. премиера, каде што Микич е главната улога во Кајмакот. Една од главните. Е добро. Ајде се стварно. Скромна, Главна машка не е врлина. Не знаат по скромноста. Како беше на снимањето, знаеш, ете, после толку многу проекти, ова што го разликува? Значи си имал многу и филмски и секакви проекти. Види, прво беше многу топло. Да, беше многу топло, беше лето, ептен беше 40 и кусур степени, а ја играм таму у пуна ратна спрема, обезбеđење у банка, така, горд на својата професија, со панцири, со чуда, со врагови, макар што имам и каде што немам ништо, нели, Но и така сцени. Но гледај. Ама тие беа мелем, пошто многу беше топло, едва и чекавме да се совлече. Значи, тактички добро изиграно од страна на Милчо. Да, супер. Не, види, имаше многу добра атмосфера за снимање, добра екипа беше, целата екипа беше предадена на филмот и некако се створи една убава атмосфера за работа, пријатно беше, забавно, така да го истеравме без никаков проблем. Тоа е добро. Кога оди лесно работа. Да. А не секогаш. Па не секогаш, да, ама се случува. Имало и други проекти сум имал, да, каде што ќе се склопат коцкиците и све иде као подмачкано, што се секогаш кога Милчо е режисер, прашањето нормално некако што го одвојува од други, од типот, знаеш, како тој навлага, како главна улога си ти и како работи со тебе за разлика од други режисери. Па види, ја мислам дека секој си има свој начин, секој пристап, ама мислам дека и у зависност од тоа што нудиш, таков и пристапот што ти даваат, така. Така да мислам дека и он у зависност од тоа што ќе му понудиш, тоа и ти дава зависно со што работи. Да. Ако му даеш алатки и се отвориш и си соработлив. Да, онда се ствара една комуникација убава каде што цело време се надградуваш на одредени задачи, теми што ги нуди филмот, предизвикот на улогата и така натаму и така да тоа се надополнува. Така да ти беше проект за уживање. Да, мене ми беше убаво, прекрасно искуство. Уште еден препоставувам проект за уживање, Торонто Експрес. Ова е друга книга од Зов за која што е направена и представа, која што е многу интересна, во која што Микич ете слики од представата, каде што Микич е единствениот актер. Или монодрама, ако може да речеме. Па да, спаѓа у жанрот на монодрама, ама има со Зов решивме да го викаме хибрид представа. Хибрид. Да, бидејќи има и моменти и на презентација, има моменти на стендап, има моменти на монодрама, така да. И ова е баш хибрид, а не е mild хибрид, како овие колеги. Ова е ултра.
Тоа е баш хибрид. Хардкор хибрид, а и начинот на кој се игра и кај се игра, тоа е посебна приказна и тоа е. Да. Јас ја препорачувам многу зашто баш е несекојдневно доживување. Прво не си свесен, чекај се, ова е дел од представата, не е дел од представата, му текна на Микиш сега, не му текна. Кога суфлерката се смее исто колку што и публиката, тоа се ти кажува. Апсолутно, апсолутно. Мене ми е тоа фасцинантно дека суфлерката беше на сите проби, така за да она мора да е од читачки мизансценски овакво и на секоја представа доаѓа и си ја гледа кога е прв пат и си ужива у тоа и тоа ми е прекрасен. Мислам и не само тоа, и целата екипа што е дел од представата. Ако сум ја само еден на ти си сцена, на сцена, да. Јас сум еден на сцена, ама има еден куп обслуга, значи се осеќам како Формула 1 возач, разбираш, многу јако е тоа. Баш така, тоа е добро. Ама сите сето околу тебе, ама сакам да кажам дека и тие уживаат и нив им е кејф кога е представата и со задоволство ја гледаат и ја зиркаат од околу. Баш така. Многу убаво ја препорачувам со полно срце, а сето тоа почна со книгата. Значи, ти живееше Зов колку време во Канада? Ја живеев 4 години. И тоа беше инспирацијата. Така? Не, искуството таму. Да, види, ова е автобиографија, реално. Добро. И како настана. Работите ти се случиле, не така? Да, мене или на мој близок некој има тука, нели, посочено, али све е точно. Отворих знаеш како настана, трендо ме замоли, напишам едно расказче, едно текстче за Офнет. За Офнет од страна 2, ја напишав и искочи 80 страни. И тргна пишување. И тргна, и тоа почне, нели така сега што тогаш ти штркот, не знам дека дали може да се каже. Тибам штркот. Така и тоа тлееш и дружбава со Микич. Тибам штркот. Тибам. Тибам, тоа е као име, Тибам, разбираш, као Марко Штркот, Тибам Штркот. Тибам Спасоевски. И сега ја и Микич другари од што се вика од гимназија. А се знаете, да. Да. И сега и он ја прочита умеѓу време и му тлеело тоа, му тлеело и еден ден ми се вика Зофаве да аплицираме ние вика у Министерство за култура со текстов. Штета да не направиме. А викам не, се вика од кај ја имам тоа Анто Панов, Чернодримски, тоа што за кој све, нели? Не бе вика и добивме, знаеш, без врски, без митови. Не се местано бе Микич. Не. Не, види, мислам дека и короната изигра добра улога у целата. Епа, у тој аспект дека мора да се прават камерни представи, без многу глумци и такви работи. Јоцо требаше да работи представа, му ја откажа затоа што има многу луѓе, нели, условно кажано, на сцена. Ја му го предложив ова на Јоцо да го прочита, Јоран Симонов, да го прочита. Ептен му се допадна и така тргна целата работа, ни одобрија средства и ете представата. Не, многу е смешна и книгата и представата исто така топ. Само Зов, ај вака, кои се работите кои што највеќе ти изборат луѓе што ја прочитале? На што најмногу се смеат? Кои се пар некои работи? Чисто сакам да одвоиш како тизерче да им даваме на луѓето што не ја прочитале или не гледале представата или знаеш, да ги заинтригира. И ова е приказна за еден изгубен македонец што му се дешава таму и усвари тие контрасти што ние ги пренесуваме и у книгата, посебно у представата, кај што Бикич на маестрален начин ги доловува, тие контрасти се убитачно смешни, меѓутоа у позадина се и тажни. И знаеш како, представа кој се гледам, можеш од дома да тргнеш со ниет да се смееш, а можеш и со плачење. Значи можеш и два пати ја гледаш, еднаш се здробиш од смење, еднаш да плачеш. Ај чисто да го представиме тоа, знаеш, има едно многу, ај да го дадеме тој дел кај што фрла книжуле од проза. Можеш тоа чисто, да ако сакаш изглуми го, мислам влези ако сакаш и улогата, може да ни го раскажеш тој дел. Види, кога седнавме да ја правиме целата представа, ако на почеток ти која читаш книгата е супер забавна, супер интересна, стварно има многу материјал, кога ќе седнеш да го преточиш тоа устенско дело, одеднаш налетуваш на милион проблеми, бидејќи ова не е сценско дело, тука е наменето да се чита и ти да си ствараш слики. Така да ние моравме да го адаптираме, да се визуализира некако. Да ја адаптираме целата приказка, така да у представата има нови ликови кои ги нема у книгата за ликови кои што се спомнуваат и на кои еден е главниот лик не е истиот. Не.
Така е. Кај Идеме нас да им се е јасно. представата главниот лик е Божо Вампир, кој е уствари баџанак, баџо на Митре Стрелата, кој е главниот лик на книгата. И Малтене држи презентација за Канада, односно ние во публиката имаме улога на луѓе кои што се селат во Канада. Да, и сега кои тука аплицираат за виза и чукаат на вратата на Торонто Експрес, даваат 2-3-5 Торонто илјади Експрес агенцијата. долари за да им средат виза за Канада. Е така. Зов, кои се од твоја гледна точка една-две најголеми контрасти? Види, Има многу. ама не може. знам. Ако, ама знаеш, сакам да им Љубезност. дадеме малку. Значи и љубезноста, таа Тизерче. љубезност како ја представува Микич, мислам боле него книгата, тоа е, значи, ако не ти се гледа 32 заба, џабе, ништо не преш. Таква љубезност. Значи, да, тоа е една работа. Втора работа е образовен систем, здравство. Значи сите тие контрасти он ги има доловено, мислам и заедно. Реално и целата таа адаптација, ние 3-4 месеца работевме на адаптација и кога ја завршивме првото читање, знаеш колку беше? 3,5 сата. Викаш како сега те думрам ја на сцена. Точно. Точно. И тоа е. А Словенија, ако гледаме, Извини, Ајде, да слободно, се слободно. надоврзам на ова. Значи, такви се контрастите, што ти имаш впечаток дека Канада не е земја, дека е Баш друга планета. кога е Значи, бајка, да, имаш друг свет, апсолутно, поготово што ние сме апсолутно еден контраст у друга смисла, као Македонија, каде што верувам да ги видат работите што ни се дешаваат таму, ќе бидат извадени од памет. Тука што за Македонија има многу мало делче у представата, значи, ама толку е јако да е доволно. Значи, доволни се тие 3-4 реченици за луѓето одеднаш да се вратат у реалниот свет и да сватат кај живееме ние уствари. ама сепак и таа Македонија беше доволна и Зов да се врати, и кај вампир ликов, нели, да му предизвика Така е. емоции, да го доведе, нели, на рап на плачење и така натаму и така натаму. Ќе се доближиме ли? Не, еве не мора до Канада, ама до Словенија ќе се приближиме ли? Ние се оддалечуваме. Така? Да, дефинитивно. Траекторијата е таква? Да, тоа се разменувачки прави, така. У алгебрата. У различни рамни, рамни, значи, не е ни така. паралелно, ни... Да. Е, зошто така? Ма нема углата, Зошто? углата. До секој од нас е Па проблем? не, у РНК и ДНК, тоа е запишано е тоа. Нема спас. Што сакаш да кажеш со тоа? Дај објасни ми подобро. И па анализи се прават од лидершип, од знаеш како ние тоа стално го викам ја, ние не ствараме херои и рол модели, ние ги убиваме, ние ги уништуваме. Тоа е една работа. Kill Ние- your idols. Да, така е. И едноставно ти кој немаш као млад човек, ако немаш визура на кого треба да личиш, како кој да се однесуваш, како кој да да работиш, она. Чии карактеристики Да. да ги емулираш ти? Да, знаеш како, ама тоа е пак доаѓа од нас. Не може ние да кажеме крива ни е државата или политичарите или пак од нас доаѓа, од домашно воспитување, домашно однесување и така натаму. Значи ние сме ти рачунај дека ако сме 30 години самостојни, ние секоја година сме све полошо и полошо. Значи од тоа воспитување на децата, ти на прсти се браат такви комики што има толку посветеност на децата. Значи знам тоа, ама тоа се исклучоци, тоа не се Да, рачуна. не е правилото. Не, Има. Нема. посветени. Нема. Па ти тргни од учители, ама да ајде да не идеме у такви патетични правци. Да се надеваме на подобри времења на тоа ќе остане. Ти беше во Словенија во војска, Да, нели? да. Колку добро. Каде? Да. Обука у постојна. Добро, постојна. Да, ја бев толку фасциниран у осмолетка и средно, тогаш не носеа низ Југославија. Идевме на екскурзија и од постојнска јама толку бев фасциниран Още што ја ете да морав да служам војската. Да. Не можеше Инсистирав таму да ме пратат. А што беше во војска? У војска види, најинтересното од све е што татко ми као фаќаше врски за поблиску некаде да служам. Нешто многу блиску да прилика на стадион Постојна. тука у Скопје, ама ете испадна постојна. Некоја Не добра, успеа врски, некоја добра
како не се викаше тоа, Батерија. рот, добар рот Чета, да бидеш у војска, испадна пешадија, односно граничар да бидам, така да Ја чуваш и граница, да, после отидов на прекоманда у Мурска Собота, односно село Кобили, шивавме патроли, реони, стражи по 16 километри у еден смер и така дале. И ја уште ги носи панталоните од војска. Омилена боја ми е есен, да. Омилена боја маскирна. Не сум зачистил одамна, така е, ама не знаеш кога ќе ти затребаат бе работи. Гледај, телевизорчево например. Па и во емисија го имам користено. Беше сценографија во тие најпрвите еден на еден пред 13 години, човече. Стоеше напред цело време, снег имаше тука на екранчето, пошто не фаќа ништо бе па ти тоа сирото, скршена му е антената, ама па добро е да си се чува убаво. Значи не работи. Не бе работи како не, само не фаќа ништо. Не работи, уствари. Не работи. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици, Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. кога одиме на пат, И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ, прашок за директна употреба и Диастоп пробио капсули, а од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со клик ни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
краток блок пораки од нашите партнери во периодот на слави и празници го препорачувам ова. Detox Mix од Good Nature. Билките во миксот действуваат поволно за детоксикација на организмот и се препорачува да се пие 3 пати на ден. Добро е малку детоксикација во овие периоди, сите ние го знаеме тоа. Историјата на брашното јасно покажува како некои работи, ако им дадеш доволно време, може да станат исклучителни. Исклучителни како моето брашно од Кадино. Најдоброто. За неколку секунди продолжуваме, а и толку се доволни за со неколку клика да нарачам храна за цела екипа, најдобри, со најбрза достава и најљубезни доставувачи плюс македонски бренд. И ти имаш, кога збориме за страсти за такви работи, ти имаш страст за ова. Дајте едно видео од едно гостување претходно на Микич, каде што го најавува ова чудо. Ајде да видиме. Одлично, одлично е ова. Чекај сега, јас мислам дека нешто сум дознал за ова. Ова е тоа во Германија што си одел нешто? Да, ова е фактички board game, односно друштвена игра. И на неа, како што гледаш, меѓу трите автори, значи Иво Нешковиќ, Самуил Петревски и Александар Микич, го знам! Чекај, се извини одма вака. Ами не ми многу јако. Тоа е кај што се мора да прават членовите на фамилија Марковски. Да, точно. Алтернативни методи. Фанатик си на ова? Да. Чекај сега. Се заражив со боргему што одамна, значи нормално секој од нас сигурно играл Ризик, Монопол, таква работа. Од првите збориш, добро. И меѓу другите и табла е исто боргем, шах е боргем. Во некое време снимавме и со публика, едно време пред короната. Да. Микич, тогаш беше ова само во зачеток. Да, тоа беше прототип, односно само каверот на Само ова го имаше тогаш. Да, само тогаш го имавме. Ама сега имаме цела игра, бре, Микич. Целата игра веќе е одштампана, направена, во продукција е пуштена. Може да се купи? Некој да се купи? Може да се купи, мислам, не можеш да ја купиш затоа што е sold out комплетен, се чека да се... Како книгите на Зов? Да. Треба втора едиција, трета едиција, значи. Треба втора едиција и мислам дека ќе биде скоро и тоа. Па одлично. А каде би ја купиле во таков случај? На Final Frontier? Тука, да, може на сајтот на Final Frontiers да се купи, да се нарача. Они се... Pre-order или нешто слично може би? Да, така и веројатно кога ќе дојде ќе има и копии да се купат у Гоблин. Каде што се борд геймовите. Има некој краш корс што е брз да ни кажеш како се игра или? Можам на брзин како сакате да ви објаснам што се работи вака у целата игра, значи многу карактери, многу човечиња, многу. Секој од нас има своја собствена табла по која се движиме, а се движиме со помош на коцките, они се уствари овие монстери тука што ги имаме на нашата табла. Добро. На почеток на секој круг, секој си зима од торбичката по 4 коцки. Добро. Ги фрла. Секој по 4. Секој по 4, да. Ги фрла и се ги става у количката. Аха, овде, ова. Во количката. Добро. Се избира една и ја става тука, ги ја предава количката понатаму и така сидат се додека не се наполнат овие 4 просторчиња, по полиња и количките останат празни. И нормално, после секоја боја што си ја избрал, да. Аха, добро, и во некој ваков случај. Да кажеме. И што ќе му дојде црно сега тука? Да. Ги спушташ, еве тука има ноџиња доле, значи како го спушташ, така си го мрднаш монстерот. Ова е градот каде што они се движат и ги плашат и го плашат народот што е тука по селото. Целта на крај што е? Целта да што? Добиеш што е можно повеќе поени, еве тука се добиваат поени, а се добиваат на разни начини поените и преку овие карти и преку тие духчиња, после ги ставаме коцките тука и ги полниме овај као некој плоштад кај што се мрдаат, се иде со овие маркери, тука си има секогаш кога ќе дојдеш на одредена позиција, се прави скоринг, каде што добиваш поени у зависност кој коцки си ги издрафтал. Мислам, не може баш у 5 секунди да се објасни играта, ама у секој случај малце е покомплексна,
Како ултрамодерна верзија на Налјути се човече. Да, па сега многу подалеко. Многу повеќе пософистицирано. Зов, дали ти ги знаеш правилата на... Ја врсканем. Ја еднаш имам Тетрис играно и се откажам. Значи ја врсканем. Стварно, али он ми ветува едно, ја мислам добри едно 12 години дека ќе ме научи. Иначе треба еден ден да отидеш кај него дома, не веројатно. Тоа е немогуче што има он дома. Тоа е подобро нека каже ѕидови цели. Значи детската соба последна е направи. Прво направи ѕидовите со board games. Значи не ти кажам. Видиш, што е право. Од вистината не се бега. Да. А вистина е дека ги спомна рол моделите, идоли или како да го споменеме тоа, твој веројатно рол модел или не е Тито? Да. Топ 3. Ова е трета книга за која што веќе ја спомнуваме од Зоф, а тоа е Тито, мојот предпоследен херој. Зоф инаку има и празник дома на 25 мај, Свети Тито. Да. Така? Слава. Тоа е кучна слава. Кој што има Свети Никола, своја Митровден си има да Свети Тито, да. Добро. И што се случува кај тебе на Свети Тито? Знаеме киш, ние пред како гостин ти така, дан омладина, така се викаше и ние младите се собираме и се дружиме, се журкаме. Ама пази, мора со марама, иначе не можеш да влезеш таму. Да, мора со пионерска марама. Пионерска марама. Влегуваш, има песни од тоа време, има една енергија, ама нешто од чувството е кога да припаѓаш некоја секта. Тоа што целата иконографија припадност некоја. Да. И све од тој стил, значи чаршафите се југословенски знамења, значки, беџеви, подметачи, све. Кои карактеристики фалат од тоа време или знаеш да си онака магионичар како од игрите на Микич и да можеш како магија на сите да им вродиш по пар карактеристики од тоа време што ги краселе луѓето. Што би извади? Една? Која? Среќата. Среќа? Лична среќа се кажа? Тоа е неповторливо. Значи со малце, со многу, знаеш, се покаже уствари она дека што помалци имаш, посреќен си. Доаѓата и помалку избор е да, па нема што, па знаеме киш, ние у гимназија имавме 3 вида јакни. Значи 400 души 3 вида јакни. Самото тоа те прави посреќен. Да, па да. Едно е дали бидеш од 3 или од 300. Да, безбедност, безгрижност, значи како да кажам, сега апсолутно нема секираци, нема ништо, родителите нормални, воспитањето, нормална учителките, наставничките, број 1 у животот. Локалниот Цајкан Малски исто авторитет од невидени размери. Значи таа среќа е реално нема. Сега све тоа. Во едно село близу некака литератија. Беше спокојно, извини што се убацам. Ама ја на пример као дете, ќе ме однесе кај дедо ми имаше посебен ритуал, после ручек мораше поподневни одмор, значи да се легне и да се спие да се дреме до 5. До 5. Од 3,5 до 5. И ја младо дете, крвта ми врие, не можеш вака, лежиш покриен, очите толка и око корени, дреми, ништо. И не се слуша звук. Значи цело Скопје спие, само тие жежи печи, ху, и толку. И дури таму 5-5,5 почиња да се буди градот, коли, ова, она, значи. Многу западни земји па постои тоа како сиеста некаква, значи го има тоа. Така. Па да, сега нема, сега цело време имаш свирки. Грција, па в Грција не ти работат бре човече во тие периоди. Не може да купиш ништо 2 сата. Така. А не ја спомнувам случајно Каликратија, пошто ти па си Тито во едно местенце близу Каликратија. Па добро, може да се каже, види ја од еден таков анимозитет спрема грците станав најдобар другар со подредена група на па и тоа е титовско во природата, да си едноставно, нели... Види, кој сваќаш дека уствари само политиката е таа што не разделува и со сите комшии, дека само добри и лоши луѓе има, знаеш, полесно е. Значи ти си купи таму имот, не знаеш никого, одиш таму, те запознава здраво и почне дружба. И како стигна од таква точка на еве го македонецов тука шобара или не знам што, како да е? Срамежливо, нормално, здраво, обично, знаеш, и они слабо знаат англиски, знаеш како е, па со раце, со нозе, вама таму, дури имаме и кучни пријатели таму што не знаат ни еден збор. И ќе дојдат и си седиме.
И многу ни убаво. И си седиме. Да, добро, да. На една партија ќутење на гости. Ама знаеш како? Ама види, Микич, највисок стадиум на пријателство. Кој 20 седат и може да ќутат со садат и идем убаво. Ја така врво гледам. И како чисто е? Живели поедно? Да, ќе се смеја, ќе се тапшаме, тоа и тоа. Телевизор да пушти? Да. Така. Браво. Види, убави пораки со вас, зашто луѓето се на крај луѓе. Така. Дефинитивно, тоа е тоа. Или луѓето се антропи, што ви рекле грците. Да. Милеа Селеника? Па учам, види, храна, градежни материјали, тоа го да, морам, тоа е основно ми. И учам по еден збор така на ден, два. Па добро. Друг е кејфот и за тебе и за нив. Да, ама све се разбираме. Нормално. Да се вратиме на првата што ја спомнавме. Џабе живиш у Скопје и тоа да спомнавме дека е лексикон. Тоа што значи дека има опис на одредени фрази, поими и слично и сега работа Микич ке отвори било која страна. Значи кој да ти се погоди, а Зов на очарите. Ти само отворија. Мада ми се допаѓа ова, поваре ги на очарите. Да. Ова е уште поинтересно. Отварам страна, а ти одбери си фраза или по твој ке која ќе ти се допадне. И Микиш да ни ја читне како... Не можем да читаме. Ајде, не? Абе, како? Ти кажи која да ја прочитаме. Па еве, геј однос. Ајде да видиме. Значи, Микич, што е геј однос? Каде? Се извинам тука. Ете, овде. Каде? Геј однос е кога едниот на другиот му работи нешто позади грб. Ете така. Сега ќе отвориме второ, сега јас ќе одберам некој поимче случајно. Под овде. Ова може. Ајде вака, одиме од утре. Што значи од утре на скопски? Од утре синоним за никад или оптимистички поглед на собствената трагедија, најчесто поврзан со килажата. Од утре. И Зов нека. Ајде да видиме кај ќе ти се падне Зов. Ајде. Оп. И слободно по твој избор. Да. Влагам у лифт. Најчеста лжга кога некој те чека поише од 15 минути. Влагам у лифт. Извини. И многу илјадници вакви кои што кај ги копаше Зов. Значи, дали пример седнуваме... Фали една книга тебе. Фали? Да. Четвртата? Да. Фали. Која е сега четвртата? Некогаш некаде. Таа ќе ја донесеш. И таа е пуна со вакви. Да, со вакви. Па со се толку биле парите сега, тоа е што да правиме. Ти што не кажа ги ти позадите. Плата не сме земале 2 месеца. Ќе се стајде. Пример седнуваме во кафана и некој ќе каже нешто интересно, па ќе го запишеш. Како беше процесот? Тоа е ретко, тоа е може 5-6% така што сум чул. 100 и кусур страни се. Да, има тука околу 900 и нешто такви доскочици. И реално добар дел 30-40% ја и користам или сум ги смислил или ми се наследени од старите мои предци скопјани всушност, нели затоа и приказната е одека поврзана за Скопје. Има што сум ги чул, има што наменски сум ги пишео, поготоа омилена тема ми се амерички филмови, тука има референци. Дефинитивно, тоа е на тапет ми се, има некои такви тематски целини. Нешто имам читнато, подкрадено нешто, али нешто е интересно. Сега се прода еден тираж, вториот се, мислам дека вториот се продаде, третиот. И сега ја имав друго нешто план да пишувам и ми се јавуваат од ваму од издавачи и викаат, слушај, брат, продолжи ова да го пишуваш. Ово исто. Да не смениш? Да, исто викаат ќе го правиме антологија. И викам, ове чекај, не сум ја Марко Цепенков, Да. Ѓорѓе Пулевски, не ме зезрите сега, нели? Не, ова е тоа. Значи, знаеш како, кој се обидов... Сега си на раскрсница. Да, види, се обидов двете ствари. Скопскиот јазик, што викам, нели, и скопскиот хумор. Зашто, знаеш, скопскиот хумор е специфика од некои стилски фигури, меѓутоа е моќта на забележување основата. Значи, нели, тој високоинтелектуален хумор се забележиш некоја ненормална појава, што сите мислат дека е нормална, и треба да преточиш во еден шеговит начин, нели, најчесто со метафора, и тоа е ствари тоа смеење што предизвикува и нели она што и од Минимакс времето, ствари што поише си озбилен кој кажува смешни работи е посмешно. И така да во комедија така е. Така е. Иако го повторуваш исто е многу смешно, нели? Зависи и да.
Кој беше проектот што сакаше да го правиш? Со париве од Не, што викаш онака ти нешто друго, ти што би пишал? да, имам, па пак со Микиш ми е поврзано, имам една Со друга личност? Не се делиме, ние со Мики сме венчани. Значи сакам една драма, значи голема драма. Добро. Условно да кажам Микиш или? Слободно кажи. Значи голема драма со 6-7 лика, урневесна комедија, урневесна со многу конфликти внутра. Али буквално тоа е идејата, дали тоа ќе го направи? Разбирам. Добро. Од таму ќе тргнеме. Да, па така е, нели прв чекор. Се од идеја тргаме, Така е. Од идеја до реализација. Тоа е, ама ќе дојде и тоа, види. Поврзано со нешто македонско. Млади сме, не се Да, брзаме. ама млади сме, универзална е приказната, затоа што па уште побитно е дека сакаме да ја поставиме да се игра и у Белград, и у Загреб, и у Сараево, у Скопје, у сите игра. Па така, малце нескромно. Да излеземе од границите. Да. Па ништо, дај Боже нека се оствари, а и да не е тоа, нека се остварат други убави работи за да си имаме уште поводи да си се собираме вака. Александар Микич, Дзов, најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите, имаме тука исто од нашите пријатели Зегин, подароци, а за поубавите половини имаме и ваучери од експертите за разувување доктор Анчевски, филери Ботокс, кој не сака боцкање, има и PRX, Jet Pill, дозволете си нешто убаво кај експертите за разувување ординација, доктор Анчевски. Александар Микич, чест ми беше веќе четврт пат колку таму, па тоа лета време тука Микичу, тоа е тоа. Треба подкаст да правиме по 2-3 сата да се збориме до тогаш. Треба со нас у настапци да правиме. Да се ја прави и Дзо. Фала ти многу. Тоа беа дечките нешто божикно, не нешто за после. Ај сега тушча за крај на гости. Одиме. Дечки, бидете паметни и совесни, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, ослободете се од отпадот на обележаните и пропишаните места за него. Господинот што доаѓа, очигледно е од каде. Ни стигнаа пиците. Кликни, јади се секогаш тука. Браво, дечки, Алалдо е највкусната пица со најбрзата достава. Мајсторе, седи и ти. Ке ти дајме и тебе да каснеш нешто, што? Се гледаме идната недела 18:30 на Канал 5. Ми беше чест што бевте со нас. Чао, чао, следна недела. Чао.